Почитувани граѓани, почитувани медиуми, со цел за поголема транспарентност и унапредување на социјалните категории на граѓаните на општина Куманово, а исто така и реализација на програмата на одделението за социјална заштита, здравствена заштита и заштита на децата за тековната 2025 година. И благодарение на градоначалникот Максим Димитриевски и Советот на општина Куманово со претседателката Ивана Ѓурѓиевска, која обезбедија финансиски средства за субвенционирање на трошкови на комунални услуги, тоа е депонирање на смет и вода. Исто така имаме обезбедување на помош на домување и материјални стамбени необезбедени лица и исто така имаме обезбедување, тоест користење на народна кујна, кој вчера беше распишан огласот, тоест јавниот повик 16.1.2025 година до 16.2.2025 година. Право на користење на трошоци на комунални услуги, тоест вода и депонирање на смет, спаѓаат неколку категории на луѓе, и тоа самохрани родители, приматели на право на социјална сигурност на лица, односно лица со навршени на 65 години, приматели на право на посебен додаток, тоа се деца со специфични потреби, меѓу кои имаат пречки во телесниот, менталниот, комбинирани пречки во развојот до 26 година. Исто така лица кои живеат на територија на општина Куманово со навршени на 26 години, односно имаат исто така интелектуална попреченост, телесна попреченост, кои се исто така глуви и слепи лица и Даунов синдром, исто така деца без родители и родителска грижа, згрижувачки семејства кои живеат на територија на општина Куманово, што подразбира згрижувачко семејство и 24 часовна грижа на лицата и возрастните лица кои немаат свое семејство или немаат услови во животот, тоа е собствено семејство. И исто така, како и секоја година, тука се и стечајните работници. Барањата може да се подигнат во архивата на општина Куманово, тоест на портирницата во зградата на поранешен Козјак, Карши градскиот стадион, во одделението на социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Потребната документација најдоцна треба да се остави, како што кажав, до 16.2.2025 година. Што се однесува до право на користење на народна кујна, опфаќа право на еден оброк, тоест на едно лице кое ќе биде обезбедено од страна на професор Мијалковиќ, каде што општина Куманово како давател на услуга со финансиски средства од страна на општина Куманово за лица кои се наоѓаат во најголем ризик, тоест основните потреби се загрозени и исто така ги повикуваме сите лица кои се од оваа категорија на граѓани да пројават интерес и да се пријават. Следните категории на граѓани кои влегуваат во оваа рамка се лица со интелигентна повлеченост, телесна попреченост, потполни слепи лица, приматели на социјална помош, корисници на гарантирана минимална помош и приматели на право на социјална сигурност на стари лица, тоест социјална пензија, што беше веќе неколку години ја прокламираат. Јавниот повик исто така почнува од вчера, од 16.2, од 16.1. Овој јавен повик ќе трае во текот на целата година и ќе биде се до искористување на сите средства. Исто така ви известуваме дека врз основа на член 3 од одделението од одлуката за обезбедување на помош на домување на материјални и стамбено необезбедени лица, исто така лицата кои ние како општина, како сектор ги субвенционираме, тоест лицата кои имаат право на покривање на трошоци на кирија, тука спаѓаат категории на лица кои имаат статус на гарантирана минимална помош, ГМП, стамбено необезбедените лица кои живеат на општина Куманово, кои живеат под кирија. Општина Куманово тука им помага, излегува во пресед и им помага со плаќање на кирија. Исто така барањата може да се подигнат во архивата на општина Куманово, во портирницата во зграда на поранешен Козјак и потребната документација треба да се достави најкасно до 16.2.2025 година. Јавниот повик, како што знаете, веќе е објавен на официјалната страна на општина Куманово, kumanova.gov.mk, и нашите колеги им стојат на располагање на сите наши граѓани кои имаат било какво прашање да им изгледат во пресред и да им одговорат.